Господине Георгиев, во каква состојба се наоѓа хидросистемот Струмичко поле? Колку години веќе е изграден и која е неговата издашност во моментов? Се наоѓа на место викано Хамзалија. Тука ни е главната линија, доводниот канал, тоест приморниот канал од Брана Турија. Он е во должина од 30 км, главен канал, и 150 км има секундарни и терцијални канали од кои има 1500 хидранти за наводнување. Системот е направен 72-73 година, а денес сме веќе 2021 година, значи он е веќе амортизиран по книгите за амортизација. Ако даде време и услови, а се надеваме на тоа, најдобро би било системот че од отворен тип да го направиме затворен тип и ќе имаме многу мали загубитоци на вода. Само како за споредба ќе кажеме, со системот што го имаме од затворен тип на Маркова река, што се протега на населените места Куклиш и Старо Балдовци, прошлата година потрошивме 400.000 кубни метра вода, а наводнивме 120 хектари површина, претежно капка систем. Ако овој систем го направиме затворен на место отворен, ќе нема никакви проблеми, пошто во дадениот систем ќе нема со експроприација од овие градежните работи, ќе нема никакви што се вика проблеми. Ќе рационално ќе се користи водата само за споредба. Лани потрошивме 13 милиона кубни метра вода, а наводнивме 1500 хектари. Самата споредба, ако одма по таа пропорција, значи негде околу со 5 до 6 милиона кубни метра вода ќе потрошивме, истата количина ќе ја наводнивме. А со ова вода што ја имаме моментално ова година, денеска имаме 29 милиона, капацитетот е 50 милиона кубни метра на Турија, значи земјоделците нема да се секират, ќе имаме успешна година за наводнување. Кои се најголемите проблеми на овој хидросистем? Дали секојдневно се соочувате со предизвици во одржувањето на каналската мрежа? Стариот системот, пошто тие се азбестно-цементни цевки, нивниот рок е 40 до 50 години, сега доаѓаат веќе на забуд на времето и ни пукат дефеци, али тоа мора да се секојдневни работи. Па пак ќе кажам, мислам дека ова влада ќе најде средства, модус и начин како да го обновиме овој систем во наредните години, земјоделците да имаат квалитетна вода за наводнување и кога сакат да биде едноставно затворен. Има ли проблем Струмичко поле со наплатата на водата? Кај нас финансиската дисциплина ние има околу 2300 водокорисници, значи наплата ни е добра, негде не е 98% што се вика. Това е 2%, това е минимална сума, дали по некои други околности. Значи од финансиска страна водокорисниците си плаќат кај нас вода, што се вика, знаат што значи водата. А проблеми имаме само свеста, сакаме да се подобри на населението. Кога имат некој шут или некој ѓубре, подобро да ги викат комуналните предпријатија во дадените општини, отколку да го фрлат околу реката и речните корита, а напротив и во каналот за наводнување. Пошто прават штета не за мене и за вас, прават штета за сите. Се случува ли често тоа? Често, ама се решават проблемите. Дали дел од водоводната мрежа има нефункционални кракови? Што со нив? Има еден нефункционален крак на забот на времето, кога била трансформацијата на фирмата од Струмичко слив, од Струмички слив во Струмичко поле, се наоѓа на местноста од селото Саре према Дабиле. Местното население таму, дали со знаење, дали без знаење, се ставили куќи врз каналот. И со златно поле таму што се вика има, ама пошто веќе изградил куќа врз садниот систем, нема одговорноста, не може да пушташ вода, може куќа да му се однесе на човек. Сега, ако се прави некој байпас, тоа веќе иде во други проблеми. И например, што би требало да се прави? Мој предлог е наш предлог е како фирма што размислуваме, пошто како се направи системот од отворен затворен, може да се стави еден крак вода према населените места Бориево, Зубово, Моноспитово, Муртино, Еднокуќово, а таму има и најмногу радогринарски производи, а луѓето на денешната цена на чинење на единица производ литар бензин или нафта, пошто на берзата е берзински производ, е многу поскапо и е производството, отколку ако можеме средства и начин да смогнеме да им пуштиме вода, гравитацијски да се наводнат и ќе имат многу добар бенефит од ова. Колку е метар кубен вода за наводнување? Плаќат од декар. Од декар, протично, тоа е 1000 динара на декар.
Значи колку сака да ваде во една година, претежно му е 1000 денари да плаќа, например, најскапо е пченка, пошто она користи најмногу вода. Искористеноста на водата понекогаш зависи од тоа колкав дел од земјиштето се обработува, што е покриено со системот за наводнување. Дали околу каналската мрежа има многу необработлива површина? Има, тоа е денес, дали е тренд или мода, не знам, пошто претежно младите одат во странство, претежно се луѓето од позрели години и површините, благодарение на големите комбинати, што имат поголема површина и они го покриват фактички рентабилноста и трошокот на фирмите. А има едно правило, мора да има поукрупнување на земја, тоа е друга точка на тема, значи со 1 декар земјоделец не се бидува. Колку пати во текот на неделата се пушта вода за наводнување? Дали постои некаква комуникација со земјоделците? Имаме водари во секој населено место, они одат на база на побарувањето на мештаните, они известуват овде на ова клучна точка и се знае отприлика за денеска, конкретно денеска 2,5 милиона кубни метра во секунда вода излева. Ова вода ја пуштиме преку централата на Евана. Колку е максимумот што можете вие да го пуштите? 3. Повеќе не е пресметано. Ќе дојде до штета, може да дојде. Според вас, какви се губитоците на вода во такви случаи? Многу се, например, ако денеска нема кој да ја купи водата, ние сме пуштиле се, например, времето оден пат ќе му текне, например, да се и ова вода, пошто не е затворен системот, ќе оде во река Струмица и оттаму се знае. Значи, апел, ако може, а знам дека може и ова влада знаеме дека ќе го направи, да го направиме од отворен, затворен системот. Тоа е најдоброто решение.